Здраво, јас сум Хари, а ова е подкастот на Plus Info. Ако ви се допаѓа ваква содржина со различни интересни теми кои планираме да ги правиме сега и понатаму, си стиснете subscribe. Денес имаме многу интересен гостин, а тоа е Габриел Стибел. Здраво, Габриел. Здраво, Хари. Прво голема благодарност до вас и до тебе и до Plus Info што ме покани да бидам во твое друштво, едноставно да уживаме во овој час во така убави интересни разговори. Честа е моја. Значи, Габриел Стибел конкретно е многу интересен човек. И ако почнам да раскажувам со што све се занимава, тоа ќе го фатите во подкаст, така што ќе се обидам да видам колку што може пократок. Габриел Стибел е светски меѓународен кинолошки студија со титулата All Around, тоа значи колку што добро разбира може да ги судиш сите раси на кучиња. Така. Истовремено е креатор на фонтани и на градини. Така. Колекционер на различни работи, почнувајќи од чешири, а Така. потоа бразлетни, Така. истовремено часовници, Така. палјачи, истовремено и пури, Да, нешто и многу зашто многу работи поврзани со пура културата, односно предмети кои се користеле за конзумација на пури од, како да кажам, предмети дури од минатиот век кои се стари по 150, да не речам и 200 години. и значи тоа вклучува, предпоставам, пепелници, запалки и така Запалки натаму. немало од тоа време, но имало држачи за кибрити. И често пати со пријатели кога ќе се сретнеме, каде што патувам кога судам изложби, често пати барам разни антикварници и купувам предмети поврзани со пура културата. И интересна работа е дека учејки преку тие антиквитети, антички предмети, ние фактички осознаваме и за културата, за самата култура на луѓето што живееле пред нас доста време. Така, тоа предпоставам дека си има самите предмети се носат своја историја во духот на тоа време во кое се правени. Па така, историски ако контекст. разговараме веќе за историјата на тутунот, на пурите, таа датира уште 2000 години пред нашата ера. Маите се први, значи што почнале тутунот да го конзумираат на некој начин. И од тогаш па наваму тутунот е како еден феномен. Дури во последниве години се појави една теза дека токму од Македонија еден човек, Драхан Деохеда, кој бил на бродот на Кристофор Колумбо, по сознание на еден српски историчар, кој веќе има напишано и книга за тоа, тој се спомнува на неколку наврати во писмата каде што Кристофор Колумбо во тоа време ги испрекал на крајницата. Човекот се бил Богомил и се викал Драган од Охрид. Тие го викале Драхан Деохеда, но до едно известно време шпанците на некој начин гледале тоа да го прикриат, меѓутоа веќе се појавуваат документи каде што истиот човек се споменува како Драхан де Лихнидос. Веќе тука е јасно дека се работи за човек од овие, и тој Драхан де Лихнидос се смета за еден од првите луѓе дека го донел тутунот на тлото на Европа. Ете една чисто Историска анекдота што укажува на тоа како што се уште не е 100% докажана, меѓутоа кога веќе на неколку места се сретнува Драхан де Лихнидос, Драхан Деохеда, веќе е јасно дека не може за исти човек да се работи, што во Шпанија има село што се вика Охеда, Охрид, односно и Лихнидос. Так. Значи веќе нешто се совпаѓа. Ако добро те сваќам, интересно е како нешто што замислуваме дека потекнува конкретно од Америка и многу далечно од нашата култура конкретно, зборувајќи за тутунот и за пурите, всушност на некој начин е поврзано тесно
Да. доста тесно, а може и пошироко со нашата конкретна историја. А претпоставувам и многу такви други анекдоти кои кажуваат за различни светски појави кои некако се поврзуваат со тутунот во контекстов. Сега, тоа што сакав конкретно да те прашам, пред да се фокусираме на тој аспект, како ти почна со хобито на собирање? Ние, ја и ти се знаеме од група за часовници. И јас како хобист знам како е тоа, се фокусираш на нешто и во еден момент влегуваш во зајачката дупка во хобито и навлегуваш, почнувајќи од некој, можеби банален интерес, а после сето тоа преминува во голема пасија. Так. Како тебе прв пат ти се разбуди тој интерес за пури конкретно? Мојата приказност започна некаде пред 20-тина, можеби 21-2 години, кога веќе почнав да се бавам длабоко со кинологија и да одам на изложби за на специјализирани изложби за германски овчари, бидејќи јас прво станав судија специјалист за германски овчари и на тие собири каде што одев низ Европа, низ Унгарија, Германија, Србија, Бугарија и други држави каде што се одржуваат такви специјализирани изложби, доаѓаа судии од Германија и на едно место во едно друштво, значи се пушеа пури и тогаш јас никогаш цигари не сум пушел. Иако во моето семејство татко ми на пример беше пасиониран уживател на цигари, јас цигари не сум пушел. И сепак ми дадоа да пробам, значи пура. Самиот изглед на пурата, самиот мирис, значи самиот тој мирис изглед на пурата и самото тоа друштво и начинот на кој тие луѓе уживаа во тоа, на некој начин ме привлече. И после таа една изложба таа изложба беше во Дебрецен. После таа една изложба во Унгарија во Дебрецен, двајца германци беа судии таму и на една вечера пробав и јас и од тогаш веќе почна мојот интерес и гледав од различни места да набавувам. Кај нас се уште во тие времиња немаше пури. Трендот со пурите почна последниве, да кажам, 10 години во Македонија, но сепак мои пријатели, бидејќи знаеа дека сакам, и почнаа да ми носат. И така на некој начин и јас почнав да си купувам. И често пати вака кога сме седеле со луѓе било прашањето како ти секогаш во твојот хумидор имаш пури. Јас секогаш, например, кога ќе сум сакал да испушам 10 пури, јас сум купувал 20. Так. 10 сум ги оставал во резерва, а 10 сум ги пушал. Кога ќе се потрошеле тие 10, овие 10 не сум ги пушал од хумидорот, сум набавувал други, да речеме, 6, па тие 3 ќе ги оставам, 3 ќе ги испушам и така колекцијата со време на време се зголемува. Благодарение и на многу пријатели од кинолошкиот свет и од кинологијата, што знаеле дека тоа го сакам и да речеме сега ми носеле од, еве сега например последно од мојот другар пријател Стефан и од една моја пријателка која живее во Доминикана, тој беше судеше изложба во Доминикана и еве од таму да речеме ми донесе доминикански пури. Моите пријатели Марко Нанче и Марко Костадиновски од Хечо Амано, и јас сум на некој начин дел од тимот на Хечо Амано. Тие беа на пример во Хондурас, еве ми донесоа пури од Хондурас, кои нормално дел ќе се испушат, дел ќе останат во колекцијата. Колкава колекција имаш во моментот? Па имам голема колекција, имам голема. Сега колекција никогаш не може да биде голема, самиот си колекционер. Меѓутоа секоја колекција е интересна во однос на тоа што има во самата колекција. Сега мојата колекција е поделена на колекција на пури и на колекција на предмети поврзани со историјата на пурите. Значи имам и нови аксесориси за пури, но поголемиот дел од моите аксесориси за пури, значи што се за користење на пури, се како се вика, се историски. Значи историски што се користени историски. На пример, еве, оваа пепелјара е многу интересна, тоа е една мермена пепелјара од Хотел Национал. Добро.
Хотел Национал е едно од најпрестижните светски места за пушење пури, кој се наоѓа во Куба. Тој е изграден негдека 30-тите години и е како некој си статусен символ на луѓето што пушат пури. Секој кој оди, например, во Куба, во Хавана, би сакал во градината на Хотел Национал, од таму, да речеме, од самиот хотел да купи пура и таму во самата градина да испуши барем една пура. Зошто е тоа така? Тоа е така, бидејќи уште пред да дојде Кастро на власт во Куба, таму се собирал целиот, во Хотел Национал, да кажам, се собирал целиот светски джет сет. Таму се направени многу меѓународни договори, бизнис контакти, испушени се многу пури. И како што кажав, оваа пепелјара е символ на тој хотел, значи е правена само за тој хотел и е желба, да кажам, на секој колекционер за пури. До таму била дојдена работата, што овие пепелјари толку многу ги краделе од тој хотел, што едно време почнале да ги залепуваат за самата маса во градината на хотелот, за да не можат да ги украдат. Да. Сега што е, таму во самиот хотел постои продавница, каде што се продаваат овие пепелјари, меѓутоа во последните неколку години многу е тешко да се набави ваква пепелјара, затоа што самата работилница и фабрика што ги правела овие пепелјари веќе не постои. И веќе оваа пепелјара е високо колекционерски предмет од овој тип за љубителите на пури. Јас имав среќа преку еден господин од Србија да дојам до незе, инаку кога сега би ја објавил на некој сајт, ја мислам дека во првите 50 секунди би ја продал. Кога би сакал да ја продам. Сега, тоа што го кажуваш конкретно, тоа е многу карактеристично за секој колекционерство, каде што определени предмети од вредност се вредни поради нивната реткост, историско значење, естетика и така натаму. Сега конкретно, кога станува збор за пурите, наспроти, тоест покрај собирањето и на пепелници кои имат историски контакт со пурите така натаму, тоа што ме интересира конкретно, например, јас сум љубител на вкусови, на готвење, на парфеми, на часовници и така натаму. И обично љубителите, односно хобистите на тие работи имаат определени критериуми по кои ги вреднуваат работите според нивниот квалитет. Да кажеме, квалитетен часовник би бил тој што има добар механизам, определена уникатна естетика, добри материјали и слично. Во контекст на пурите, предпоставувам дека исто така постои некој тип на поделба на пури, врз основа на квалитет, не знам, на големина, на вкус, на потекло и така натаму, како што и со виното, како што со останатите работи. Дали во овој свет така некако се делат работите или тука има поинакви критериуми околу тоа прашање? Ајде да почнеме од почеток. Значи, самата фама околу тутунот и пурите, кажавме дека потекнува од Јужна Америка, уште од маите, но сега ќе се вратиме во едно поново време, ако можеме да кажеме поново време, пред едно 200 години. Значи, првите фабрики за пури се отворени званично во Хавана, во Куба, некаде 1830 година. Кабана се првата фабрика за пури. Пор Ларанга е втората фабрика за пури и некаде една од најпознатите светски пури, моментално Ромео и Џулиета, е некаде трета или четврта фабрика во светот што е регистрирана како фабрика за пури, што не значи дека во некои помали организации и помали работилници пред тоа не се ролале пури. Еве, да не го кажеме зборот мотале, еве и мотале е македонски, се мота нешто, се ролале значи пурите. Тие датираат од многу од пред тоа, ама еве организираното правење на пури ќе го земеме од почетокот на 19-тиот век, 1830 година, веќе е првата фабрика, каде што тие, значи, пури веќе почнуваат да се пакуваат во дрвени кутии, почнуваат да се прават некои стандарди за нив,
една интересна работа е што кај пурите, самата пура, рингот на пурата се мери во империални инчи. Што е тоа? По империални инчи е една мерка која е запоставена многу, која со самото освојување на Јужна Америка е воведена и може да се каже дека они таму останала таа мерка кај пурите и сега, пример, еве да речеме, ова е ринг од прилика, овој ринг се Што е ринг конкретно, така да... Ринг е диаметарот на пурата, значи овој ринг од прилика се смета дека е од прилика 50. 50 ринг. Ако го измериме, ние во наши милиметри би дошол околу 16-17 милиметри. Би дошол диаметарот на оваа пура. Но сепак по нивните тие се рачуна дека е 50. Кога они ги утврдиле тие некои стандарди, што се случило? Се случило да тие си воведат самите некои стандарди како треба да изгледа една пура пред се за да може да се конзумира. Секоја пура, значи, е составена од неколку листови. Трите листови што го прават главниот вкус на пурата, односно полнење по наше македонски, се всушност филер. Тоа се три листови кои го прават вкусот на пурата. Многу е важен листот кој се нарекува по наше држат, што ги држи тие три листови. Значи има три листа и тие мора да се наместат на еден начин, тие мора да се наместат, да се, еве, по наше скопско кажано, згужваат на некој начин, за сепак преку нив кога ќе се повлече да има проток на воздух. Ако нема проток на воздух на кислород, ќе нема согорување на пурата. Сега, оној биндер или држат што го викаме ние, ги држи тие, обично за него кажуваат дека тоа е листот кој не успеал во животот. Зошто? Зошто не е доволно убав за да биде врапер, односно да биде главен омотач или украсен лист на пурата. Значи, најубавите листови кои ние ги гледаме фактички на оваа пура, кога го гледаме овој лист, главниот што ние го гледаме со нашето око, се вика омотач, омот или врапер се вика. Тие се најпремиум листовите. Сега, кога веќе почнавме да разговараме од тоа зошто, да речеме, што и зошто и како една пура и кој е квалитетот на едната пура, прво треба да кажеме дека пурата се состои од стапало, тоа е овој дел кој го палиме, тело на пурата, ова за облување овдека се вика врат на пурата и на крај капицата на пурата се нарекува глава на пурата. Тоа е во основа анатомијата на една пура. Она што го кажавме внатре, костурот се тие три листови. Извини што ќе те прекинам, секоја пура има истата анатомија или има варијации во анатомиите? Во 90% случаи е така. Сега што е разликата? Разликата е од обичните пури, еве обични да ги кажам, и премиум пурите е квалитетот на тутунот. А што значи квалитетот на тутунот? Квалитетот на тутунот значи поднебјето од кај што е растен, сортата на самиот тутун и колку тој тутун е стар. Колку тој тутун значи е третиран, односно зреен, односно оксидиран. Што значи премиум пурите, поскапите пури, премиум пурите, тутунот што е направен од нив е стар над 6 години. За да добиеме една пура, премиум пура, обично потребни се 200 пара раца. Значи многу луѓе. Затоа на некој начин, кога некои луѓе ќе речат, скапо е пушењето на пури, тоа е луксус, да, е луксус, за да не речам 90 и нешто посто од луѓето кои живеат на нашава планета е луксус. Меѓутоа не е па и толку голем луксус да не можат да си го дозволат понекогаш во животот. Што значи тоа? Во едни времења пурите биле многу тешко достапни, посебно во нашиве краишта, тука на Балканот, пошто ние сме многу далеку од Јужна Америка, каде што нели Куба, Доминикана, Никарагва. Сега што се дешава?
се дешава да после Првата, Втората светска војна веќе самата конзумација на пури станува популарна, посебно во повисоките кругови на луѓе. Обично тоа се случува со председатели, дипломати, сенатори. Да, сите имаме таа слика кај што седи богаташот и пуши пура конкретно. Така, и на некој начин пурата била престижен подарок. И ден денес, ќе ви кажам, и ден денес било која и било каква пура е престижен подарок. Нема да верувате дека две пури или една пура можат златни или железни врати да отворат. Толку е голема онаа магија на луѓето, на некои луѓе, толку магично делува пурата, што, например, сакате да завршите работа, тоа е невозможно, поклонувате пура, нема проблем, готово. Значи, завршувате работа. Во некој. Да се навратиме, значи, на моментот кога кај нас овдека пурите, модата, како да кажам, информацијата и модата за пурите доаѓа после радиото, нели, после фотографијата. Тоа се дешава 30, 40, 50 години, кога веќе луѓето гледаат, нели, фотографии со луѓе сликани со пури, каде што веќе во црно-белите филмови почнуваат да се конзумираат пури, па луѓето гледаат дека тоа не е обична цигара, дека тоа е сосема нешто друго. И нормално ние како Македонија ќе кажам дека сме биле дел од една држава која беше Југославија. Јас сум роден во рамките на таа држава и многу од нас знаат дека во тоа време ние имавме врховен командант и нир маршал Јосип Броз Тито, кој беше еден голем хедонист и кој беше уживател на пури. И преку него, како на овие балкански простори можам да кажам, дека не и на балкански и на светски простори, Јосип Броз Тито беше човек кој е многу заслужен за промоцијата на пура културата во светски рамки, а посебно овдека кај нас на Балканот. Што се случува во тоа време? Во тоа време се случува да Куба станува главен познат центар за производство на пури, иако и додека се правеле пури во Куба, во исто време се правеле пури во Доминикана и во Никарагва. Меѓутоа, Зошто Куба, да? Како што е ајварот македонски, така и пурата е кубанска. И пурата е кубанска. Сега секој може да каже, знаеш, го патентирале словенците, ама се знае дека словенците немаат толку пример, словенците немаат толку сончеви денови за да имаат толку добар пипер, за да имаат толку добар ајвар. Меѓутоа имаат словенците многу подобри работи што може да ги имаат од ние што можеме да ги имаме, се си зависи од она поднебје, од тоа поднебје. Мада словенците имаат голем број пошто сум јас пола словенец, словенците имаат голем број на љубители на пури и пура културата во Словенија е доста развиена. Кога веќе почнавме да оваквиме. Сега Куба нели се зима како репер, нормално таму е најразвиена пура културата. Кастро нели доаѓа веќе околу 50 и некоја 60-та година доаѓа на власт, со самото негово појавување со оние револуционерни движења на Че Гевара, веќе пура културата навлага длабоко во документарците, длабоко навлага во филмовите, во се она што може да го видат луѓето, и веќе тука и оние што се по ниски сталежи, како да кажам, на луѓе, дознаваат дека пурата е еден тутунски производ кој за нив можеби е недостижен, но сепак еден ден би сакале да го конзумираат. Се до денешно време, кога веќе пурата станува достижна буквално за секого. Зошто е тоа така?
Тоа е така затоа што светот се отвара по сите пори, нормално, информациите доаѓаат по сите пори. Куба како Куба доживува еден крах од сето она што сакал да го створи Кастро и мислел дека луѓето ќе бидат задоволни со еден начин на живот како што комунистичката партија на Куба го трасирала, сепак тоа не е испаднало така и многу кубанци за подобар живот ја напуштаат Куба, нели, нелегално. Што се случува во тоа време, во времето пред некои си 30 на години, многу американски бизнисмени сваќаат дека бизнисот со пурите може да биде многу добар и организираат бегства на многу кубански ролери, односно кубански торцедоси, луѓе кои се разбираат многу од пури, кубански блендери, луѓе што знаат како да го направат, како да состават, од кои листови да состават пурата, како да дојдат до добра пура. Фактички им организираат бегства со цели фамилии, тие доаѓаат во Мајами, во Темпа е главниот центар Мајами, Пенсакола, тоа се главните места каде што е најразвиена пура културата во Америка, а мора да се каже дека и самата Америка како Америка има доста плантажи посадени со тутун, од каде што доаѓа одличен тутун. Да не го заборавиме Мексико, да не го заборавиме Хондурас, да не го заборавиме Камерун. Значи има многу места каде што се одгледува одличен тутун. Што се случува, пак ќе се навратиме на Куба. Значи се затвараат многу фабрики во Куба со времето на Кастро, пропаѓаат, значи не да пропаѓаат, него се затвараат, се конфискуваат и остануваат оние неколку што се екстра популарни во денешно време, како што ги знаеме. Кохиба нема да ја спомнам, зашто таа е формирана од страна на Кастро, тоа е нов бренд, околу 60 и некоја година формиран, меѓутоа тука се првенствено Ромео и Џулиета, тука се Монте Кристо, тука се Упман, тука се уште, ајде да не ги набројувам, уште 6-7 бренда кои ги презима државата под своја капа и еден од телохранителите на Кастро имал во секое време пушал многу добри пури и на некој, еве така анекдотски кажано, често пати Кастро се гребел од него, дај ми од твоите пури, и тој телохранител негов му давал од неговите пури, и Кастро доаѓа на идеја 65-6 година, вика, а што вика ние, вика да не направиме, вика, уште еден бренд од човеков што ги прави, вика, твојве пури. И тогаш испраќа една од неговите секретарки, која била многу способна, одат кај човекот што фактички ги прави пурите за тој телохранител на Кастро и така се формира денес најпопуларниот бренд за пури Кохиба, кој е под капата, нели, се уште под капата на Куба. Имаме уште една Кохиба која исто е регистрирана, меѓутоа под американска капа и сосема е различен, логото е сосема различно, но сепак сите го знаат, сите го бара, сите ја знаат на кубанската Кохиба, што во превод што на логото има, нели, го има оно индијанец и што е една од најкопираните пури во светот и моментално, ајде да не кажам дека 80-90% од кохибите што се пушат низ светот се фейк, кои се носи од Доминикана, за кои кинезите прават многу добар лейбл, кој не може ни да се буквално се дојдени до тој стадиум да кутијата е перфектно направена со сите тие маркици. Буквално маркиците личат како имаат заштита како пари, но сепак тие и тоа го пробиваат. Има многу клипови да видите на интернет каде што споредуваат кутија на фейк Кохиба со кутија со оригинална и буквално тоа е до таму отидено да додека не почнеш да ја конзумираш, да ја пушиш пурата, ти не можеш да приметиш дека
е тоа толку совршено. Посебно последниве години, до пред некоја година тоа се познаваше по некоја точка, меѓутоа последниве години е стигнато буквално до совршеност, перфекција, до да. перфекција. Меѓутоа тука има една фама друга. Дали хухибата, како хухиба, сега доаѓаме до едно прашање, дали кохибата како кохиба е толку подобра од сите овие други пури, да речеме, Дали ја заслужува таа цена? Па тоа сакав конкретно да те прашам и тоа ми е поентата. Значи, како и сите ствари, почнувајќи нели од колекционерство на автомобили, облека, часовници и така натаму, ова сево што го раскажуваш, укажува на една голема историја, Така. со многу комплексни работи околу вкусот, околу производството на пурите, околу различни типови на пури, различен квалитет на пурите и пред се асоциацијата на пурите со определени историски личности. Например, конкретно што сакав да те прашам. Пример, луѓето асоцираат пурата со Фидел Кастро. Така. Конкретно, асоцираат со, не знам, со председатели, со богаташи и слично. Сега, зашто станува збор? Некогаш, колку е поскапо, како и со автомобили, како и со се, толку е по-добро, но некогаш цената и премиум аспектот на тие работи се само социјален статус кој ги прави луѓето кои конзумираат тие работи се чувствуваат добро бидејќи го прават тоа. Сега конкретно тоа што сакав тебе да те прашам, бидејќи знам дека си хобист и дека си љубител, дали на пример поседувањето на пура, ти напомена дека на пример кога ќе одиш кај некој на граница или ќе одиш кај некој што треба да ти заврши работа конкретно, му даваш пура и тоа е некој символ на решавање работа, бидејќи таа има вредност некоја. А пурата истовремено има вредност од аспект на нејзината цена и статусниот символ, и од аспект на хедонизмот, односно тоа дека се согласувате дека вие се ќе запалите пура и сте окей. Дали пример ти кога ја пушиш пурата, дали тоа влијае на твојата самодоверба, односно психолошки како се осеќаш врска со себе бидејќи поседуваш пура? Дали стриктно влијае на хедонизмот од аспект на тоа дека те релаксира? И што конкретно прави кај тебе психолошки пурата кога ја пушиш? Ајде пак. Што кажува за тебе конкретно, тоа идентитетски? Ајде ако вака ме пак малце да се вратиме назад, обично дали нели цената ја одредените пури дали ја заслужуваат пример таа цена. Еве ќе покажам една кутија, за пури тука, што ја направил еден човек што многу блиску живеел на едно 700-800 километри од Македонија живеел човекот што го направил овој бренд. Еве нема да го рекламираме. Отишол со параброд, унгарец, отишол со параброд во Америка и го направил најголемиот американски бренд за пушење пури и најпродаваните пури во светот моментално ги направил. Еве да речеме Кворум, ова е една пура која е една од најпродаваните пури, а ова е Brick House, една иста од најпродаваните пури во светот, меѓутоа оваа пура е прифатена како златен стандард. Okay. Значи човек што ја нема пушено оваа пура, едноставно е парализиран да коментира за пури. Значи тука е крај. Ако некој ви каже, знаете што ја пушам само кубански пури, ништо друго не пушам, тој не пуши ништо. Именно, повеќето добри пури се надвор Тој не Куба. пуши, верувате дека тој има минимални знаења, тој слушнал нешто, меѓутоа не слушнал до крај. Не дека кубанските пури се најдобри или најлоши. И Форд е првиот автомобил сериски што е направен, но за жал не можеме денес да речеме дека баш Форд е најдобар автомобил. А односот сега на чувството на пушење пура. Да. Што се случува на пример? Многу луѓе ние имаме еден проблем со самодоверба како нација. Имаме проблем со самодоверба како нација. И тоа се гледа и во пушењето на пури. Зошто? Знаеш, доаѓа и сака пура и вака вика. Како јас ќе ја запалам пурата во кафана, во ресторан, ќе ме гледаат сите и поеве наше Скопско ќе кажат, види го бе, оној се чатале, да. Се чатали, да. се курчи, да, нели? Да. Со пура. Значи јас
ако си имам само доверба во себе, дека јас сум си тој и дека мене тоа ми е убаво, Не штетиш никому, Ја, уживаш. јас ќе го правам тоа без разлика дали им се допаѓа нив тоа или не. Јас тоа го правам цело време во животот. Ама јас сум имал среќа што мојот татко на пример мене ме воспитал така да јас не се плашам да речеме дека некој е германец или италијанец или американец и дека е тој супериорен над мене. Или, ако тој да речеме има поголема титула од мене, па јас сега да се починам, ако сум во право. Значи, јас од мал сум воспитан во таков дух. Вистината пред се и... Да биде тоа така. И јас да речеме, кога сум пушал пури, пример, кога сум сакал да запалам пура, јас сум бирал некое место во ресторан, каде што нема да сметам на луѓе. Зошто? Пурата, е символ на хедонизам. Таа е символ на хедонизам. Меѓутоа, хедонизмот е една филозофија. Не мора вие да пушите пури за да бидете хедонист. Не мора да пушите пури. Мораш да. Значи, еве сега, мене ме избраа 2019 година, јас сум првиот званичен хедонист на Македонија, на мажи на годината, решија да има, значи, да има награда и за најдобар покрај бизнисмен, покрај млад успешен, покрај хуманист, покрај спортист, да има и за најдобар и за хедонист на годината. Како го бираат тоа хедонист на годината конкретно? Хедонист на годината, значи се бира од Why Not Communication и Friday, значи тоа се две, еве да ги кажам, како организации кои се поврзани исто така со други организации, прават жири, се прави значи жири од луѓе кои се исто така истакнати во своите сфери и се бираат, веќе 6-та година беше ова, како се бира мажи на годината. Мажи на годината е еден многу интересен настан, зошто? Да ги подстикне луѓето, значи во своите сфери да бидат добри, да бидат што поуспешни, за на некој начин да бидат пример во општеството за младите генерации што одат да се угледаат на нив. Значи, тука биле избрани доктори, биле избрани хуманисти, биле избрани млади луѓе кои навистина од ништо почнале да направиле нешто, значи не добиле никакви наследства од таткови или мајчини синови, успеале во свој труд, и избрани се такви луѓе. Дали тоа му се допаднало на некој или не, таа манифестација веќе живее 6 години и низ таа манифестација поминаа многу познати личности што луѓето навистина рекоа стварно тој е човекот што тоа го заслужил. Јас на пример кога мене ми кажаа дека ќе ја воведат таа овакво и дека неколку луѓе ќе бидат стаени за избор и после тоа ми кажаа дека изборот паднал на мене. Јас ги прашав зошто, например, дошле до идеја токму јас да бидам избран таа 2018 година, 2019 година за хедонист на годината. И тие ми рекоа вака. Значи јас за нив дадов, за Friday дадов неколку пати интервјуа. Дадов интервјуа за шешири, дадов интервјуа за часовници, дадов интервјуа за кабриолети, дадов интервјуа за пури. Дадов интервјуа за многу работи што се однесуваат на бонтон. И тие направиле една слика, ги гледале нормално и моите слики од Facebook, од Instagram, моите патувања, моите судења на кинолошки манифестации на секаде во светот и тие заклучиле дека јас живеам некој хедонистички живот. Значи сум направил такви занимања. Моето основно занимање е, например, изработка на фонтани. Јас и мојот татко од 1991 година ја направивме првата фирма за изработка на фонтани, која се вика по мојот татко, Алојс Фонтани, и која до ден денеска функционира. И јас, прва и основна работа мене ми се фонтаните. Јас живеам од фонтаните. Потоа, нормално најголемо хоби, имам телевизиска емисија веќе 15 години
Телма телевизија Гарден клуб Градини, која е единствена емисија од таков тип во овој дел на Балканот, која е на некој начин едукативна емисија за сите луѓе што ги интересираат, значи убаво уредени градини, убаво уреден надворешен простор, екстериер. Меѓу другото, јас сум пасиониран љубител на животни, од дете сум што животни, значи со кучиња сум од која памтам за себе, од 6-7 години, значи имам куче. Судија сум веќе 20 и нешто години. Одгледувач сум бил на кучиња, успешен надпреварувач сум бил. Имам една, ајде да не речам да не се фалам сега, една соба имам пуна со пекари. Габриел, са конкретно тоа ме интересира. Што ти си судија на кучиња, а уште побитно во контекстов си судија на и за бавно пушење пури. Ета. Тоа конкретно што сакав да те прашам. Еве што е тоа. Постои надпревар за бавно пушење пури? Како функционира тоа, кога почнува тоа и како луѓето се надпреваруваат, како влегуваат во тоа и што конкретно се суди? Што значи тоа бавно пушење пури? Еве сега ќе ви објаснам. Овде на ова Ти си интернационален судија, колку што знам, тоа као некој. Така, јас сум ќе ви кажам и за тоа една анекдота. Вака сега овдека на оваа кутија за пури пишува Cigar Smoking World Championship. На оваа кутија пишува, ако може да се види. Тука во оваа кутија имаме такмичарски пури од неколку години. Значи прво се пушеа овие пури, горните, а сега овие години се пушат овие пури. Оваа пура е направена со такмичарски вкус, меѓутоа не е такмичарска пура. Зашто, како почнува целата прилика? Со такмичарски вкус, кажа? Со такмичарски вкус е, да, меѓутоа не е такмичарска форма. А ова е моментално пурата што се пуши во 62 турнира во светот, во 62 држави се пуши оваа пура и на крај во Сплит има финале каде што истата оваа пура се пуши и се добива од тие 62 држави светскиот првак. Оваа година за прв пат ќе се одржи во Дубровник. Добро. Како започнува оваа приказка и можам со гордост да кажам дека Македонија е една од првите држави кој го има поддржано овој спорт пред 12 години, ако може така да се нарече спорт, кога само неколку држави учествувале, 3-4 држави кои учествувале, од Цигар клуб Скопје, луѓето ги поздравуваме сите од Цигар клуб, од тој Цигар клуб, тие се поврзале со господинот Марко Билич, јас малку подоцна доаѓам во целата приказна, се поврзуваат со господинот Марко Билич, кој е фаундер, односно кој го измислил овој спорт, човекот е од Хрватска, и он го измислува случајно, биле на некоја едриглица, имале само една пура и од другар на другар по еден дим пушат од пурата и он во тој момент сваќа дека може да се измисли спорт во споро пушење на пури. Што тоа значи? Тоа значи дека пурата, како што кажав, тие што ќе се квалификуваат нормално за споро пушење на пури, обично тоа се околу 30-40 луѓе. Кај нас се 20-25 луѓе кои доаѓаат на турнирите. Нормално сите добиваат една иста пура, еден исти тип на пура. Можат да ја разгледаат пурата една минута и ако доколку пред да ја отворат, доколку не им се допаѓа, смеат да ја вратат и за да земат друга пура. Што значи турнир во споро пушење на пури? Значи, судијата има судија кој им дава една минута да ја исечат пурата, ја сечат пурата и тука сега доаѓа секој добива по две шкорчиња, еве вака, добива по 2 шкорчиња за да ја запали пурата. Доколку надпреварувачот прв пат во својот живот учествува на турнир, а добива уште едно шкорче, трето шкорче. Доколку надпреварувачот кој претходната година или има искуство со овие 2 шкорчиња не успее да ја запали пурата, тој во моментот испаѓа од игра. Што се случува? Се сече пурата, штоперицата почнува, значи времето почнува да оди на екран, оди времето,
тие почнуваат, надпреварувачите почнуваат да ја палат пурата, ја палат значи пурата, и турнирот почнува. Првите 10 минути, значи на масата каде што се пуши, освен пепелник и нормално тие шкорчиња што биле на масата, ништо друго не смее да има. Нити мобилни телефони, никаков прибор друг не смее да има. Почнуваат да пушат, првите 10 минути не смеат да разговараат никако. И полека, значи, се прави пепел на пурата. Како се прави пепел на пурата? Така тој пепел тие мораат да го чуваат 40 минути. Значи не смее да им падне, пушат во оваа положба, вака. Со тоа што секој гледа што помалку да повлече. Така, за пурата да гори помалку. Меѓутоа, сакајки тоа да го направи, него пурата му се гаси и тој испаѓа од игра. И он игра меѓу тие две, со пепелта и со гасењето, нешто измеѓу. Да, и сега, до пред некоја година смееше прстот до жарот да се држи вака, меѓутоа сега жарот, да речеме, сега прстот не смее да се држи до самиот жар, него може да се држи негде сантим до сантим и пол под жарот, за да не може да се контролира со самиот прст колку работи пурата. Така тоа е израз колку работи пурата. Туку треба да се гледа со очи, убаво со очи да се внимава, дали пурата има огнен ринг околу на околу. Значи таа треба, за да биде жива, треба да има огнен ринг околу ивиците на пурата. Сега може да се случи да се направи тунел, самиот жар да почне да гори навнатре и да изгасе пурата. Може да се случи пурата да почне да гори на страна. Во зависност од тоа колку е вешт самиот надпреварувач, тој така го мести аголот на пурата, за него пурата да му гори рамномерно. Што е целта? Целта е, го гледате овој лебел, значи овде, целта е кој ќе стигне последен до овој лебел. Доколку веќе надпреварувачот гледа дека пламенот, жарот е стигнат до самиот лебел, тој треба да го повика судијата и да го праша дали да продолжи. Со тоа што видите што се случува. Доколку пламенот го зафати лебелот, тогаш тој надпреварувач добива минус 15 минути пенали. Значи се отвара рингот и од внатрешната страна се гледа дали е пожолтен или е кафеав. Ако е веќе пожолтен, тоа значи веќе е зафатен. И тој губи 15 минути. Што значи дека некој што му се угасила пурата пред 10 минути, веќе има подобро време од него. Нешто ме фасцинантно со ова што нешто како пушење пура, имаш комплексна надпревар, 500.000 правила, да? Каде што луѓето го прават сето тоа, и уствари воопшто не е така едноставно ако луѓе што се замишљаат, знаеш, спора ќе пушам пура и ќе оди, тоа има милион детали и така натаму, Не, замислете се, оваа пура е од прилика, речиси 4 часа се пуши оваа пура. Можете да замислите, рекордот е речиси 4 часа, 3 часа 50 и нешто, 4 часа речиси се пуши оваа пура. Сега ние веќе овдека во Македонија имаме направено доста турнири. Јас и Марко Трендафилов, значи 2019-2020 веќе станавме суди. Што се случи? Како станавте суди? Станавме суди, прво бевме надпреварувачи. Неколку години се надпреварувавме. И господинот Марко Билич, значи основачот, тој направи голема организација со седиште во Сплит. Поради короната тој свати дека нема да може да патува секаде во светот и да ги суди тие надпревари. И тој од самите организатори кои го организираа пушењето
турнирите, а обично турнирите ги организираат увозниците на брендот. Сега во овој случај се работи за Роки Пател, еден многу познат светски бренд. Последниве години Роки Пател се пуши, значи, на светско првенство. Мислам, само секунда да напоменеме дека не стана Не збор за реклама на да. брендови и слично, туку Чисто, стрикно да, едукативно чисто. опишува што се И случува, ова не. пура е наречена шампионатка, бидејќи се Да. пуши на овако. Значи, сите тие луѓе си пушат, си уживаат во пушењето на пури. Меѓутоа, само 2 пати во годината се мачат. Добро, се мачат и кога тренираат, споро Именно, пушаат, да. но главното мачење е да се победи, нели, на турнирот на својата држава и нормално да се победи на светското првенство, кое се одржува, нели, во Сплит, реков оваа година во Добровник. И сега приказната ја враќаме назад. Тој веќе поради, нели, патувањата станаа многу тешки поврзано со пандемијата со короната и тој реши во секоја држава да прогласи по еден или по двајца судии. И имавме полагавме по правилата кои ги пропиша, значи, светското здружение за споро пушење, значи Бавно пушавте вие пури или некој тест беше тоа конкретно? Какво беше околу полагањето? правилата, значи правилата ги Бидејќи учите, ние ги сме веќе попълнувате. искусни Да, надпреварувачи. така. Сме се надпреварувале неколку години. Тој знае дека ние веќе ги знаеме правилата, меѓутоа За судење, да. За судење едно е значи да пушиш, друго е да судиш. Судењето е веќе, знаете како, ќе се вратам сега малце во кинологијата. Во кинологијата е потешко малце од ова. Зошто е потешко? Пред да влезат во рингот луѓето, сите ти се пријатели. Кога ќе излезат само еден ти е пријател, тој што победникот, победил, да. тоа куќе што победило, тој ти е. Да. Другите сите знаете дека некои се реални, некои не се реални. Во спорото пушење е малку поегзактна работата. Во кинологијата во кинологијата е порелативна работа, дали денес ќе победи голден ретривер или германски овчар, а кај пушењето е поегзактна. Значи пурата се угаснала и ти му викаш на надпреварувачот влечи. Тој влече, дим не излага и вие викате запишете го времето. Времето е 1 час и 6 минути. Го запишуваат. Судијата е должен да прати дали учесниците джентлменски се однесуваат во самата игра, пред се слоу смокинг е джентлменски спорт и тој дури самиот треба да ја дигнеш раката кога пурата ќе ти се изгаси. Иако судијата, например, во моментот не те видел, може ќе ќариш 20 секунди, 30 секунди, меѓутоа е по-джентлменски ти самиот да дигнеш рака и да кажеш, знаете што, мене... Good sport, што викаат англичаните. мене ми изгаси пурата, толку е. И сега нормално дека судиите одат како пчели, нели? Луѓето се поставени најчесто на една долга маса. Треба да има услови, значи каде што се пуши тоа. Клима не се пушта, затоа што климата влијае на прозори не се отвараат, зашто и тие влијаат на горењето на цигарата. И сега сите они како пушат, вие сте должни да ги пратите. Значи што се случува? Да не случајно некој покушава самиот ринг да го симне доле, мада сега во поново време тоа е невозможно, прицврстен е валја многу добро да, прицврстен. И тоа и ретко и можеби не се случило никогаш. Дали случајно нешто покушава, дали ја стиска некако пурата, нешто прави што не е дозволено, значи треба да ја држи джентлменски пурата нормално, да не прави трикови, по наше кажано. И сега што е битно, во првите 40 минути не треба да падне пепелот. Едно е да падне пепелот во првите 5 минути. Тоа се губат 15 минути. Пенали добиваш. Ако ти падне пепелот, да речеме 38-та минута, губиш само 5 минути. Или 3 минути. Или минута, пример. Правилник има. И откога ќе поминат тие 40 минути, тогаш ти можеш сам да го истресеш пепелот, мада тоа не е добро, затоа што правиш доток на нов кислород на пурата и таа почнува да добива значи кислород и да гори побрзо. Значи мајсторија е. Ако не беше мајсторија, немаше да речеме и ранг листата да изгледа како што изгледа, бидејќи често пати
овие бидејќи се одржува веќе со години наназад, често пати едните исти луѓе се наоѓаат, да не речам една петорка, шесторка во финале, што не значи дека има и изненадување, има и големи изненадувања, со тоа што некои фаворити може да и не им се погоди пурата, сепак ова го правил човек, не е машина, нема да му се погоди денот и тој да речеме ќе испадне на самиот почеток може да испадне. Но често пати добрите надпреварувачи одат речиси до самиот крај, што не значи дека некој не е анонимус, што не значи дека некој што не е анонимус, дека не може да победи. Так. Се случувало години Вежбал назад, дома, се спремал. наназад, да, си доаѓа, до сега немам никаков резултат, некој завиден. Сега што е интересно на тие турнири? Например, на нашиот турнир што ќе се одржи во Македонија, може да дојде швеѓанец. Он не може да победи на турнирот, но може да го сруши светскиот рекорд. Значи, граѓанинот на Македонија ќе си го ако испуши час и 45 минути, пример, и е тоа најдобро време, тој нас не представува во Сплит или во Дубровник. А не представува швеѓанецот кој испушил 3 сата и нешто. Меѓутоа, он ќе влезе во светскиот рекорд. Он го руши светскиот рекорд на некој си американец. Сега американецот има такви случаи, американецот гледа дека му е срушен светскиот рекорд, па оди во Дубај, се пуши во Дубај, тој седнува во авион, оди во Дубај, сакајки да го сруши рекордот на швеѓанецот. И имавме една година така измеѓу еден швеѓанец и еден американец, имаше многу интересно ривалство, што тие одеа по други држави за да нели го срушат рекордот. Сега една интересна работа е што јас имав честа да бидам првиот човек што не е Марко Билич, а да судам на едно првенство. Зошто тоа така се случи? Тоа се случи така што ние таа година во Македонија 2020 првиот турнир што се одржи во турнирите во светот се одржи во Македонија. И токму јас го судев првиот турнир, значи Марко Билич не беше во Македонија. Сакаш да кажеш првиот светски турнир општо за бавно пушење пури? Не, вака. Марко Билич одсудил, да речеме, 10 години ги судил сите турнири во сите држави. Okay. Одел во Америка, одел во Индија, во Дубај, во Македонија, во Хрватска, сегде. И само тој судил. Доаѓа короната. Сваќа дека не може веќе само он да суди, дека тоа веќе му станува тешко, дека се повеќе и повеќе држави се приклучуваат на овој спорт и сега има околу 60 и нешто. 60 и нешто држави, да. И ти си прва замена негова? Не прва замена, него. Си има он замени во Хрватска. Него таа година, што се случува? Се случува турнирот во Македонија да биде прв во таа година. А тоа е првата година кога Марко Билич веќе не суди на турнирите. Туку овластува суди. И во март беше нашиот турнир беше во март и јас бев фактички првиот судија од асоциацијата на судии на Цигар Слоу Смокинг што судеше, а да не е Марко Билич. Значи, ајде да не речам втор судија во светот што судел на едно. Сега конкретно. Значи имаш надпревар со пури, како еден аспект од пура културата каде што луѓе се надпреваруваат. Го имаш хедонистичкиот аспект каде што пурата има определени вкусови, каде што пурата има определен контекст, има хедонизам, исто како и алкохол и така натаму. Така. Исто како и алкохолот, саки бидам адвокатот на ѓаволот, постојат, претпоставувам, определени здравствени ризици кога станува збор за хобито. Сега ти како љубител на хобито и така натаму, што би можел да кажеш околу тие здравствени ризици, колку се големи, колку се страшни, што се добива во замена за тие ризици, што е добивката од пушењето пури и дали може некако љубителот на пури да ги намали ризиците? Хари, јас и ти се познаваме едно одредено време и сме нашите комуникации, пиење кафе, пушење пури, знаеш дека го правевме тоа и разговаравме за различни теми. Јас не дека ќе го бранам сега тутунот, меѓутоа, јас сум потежок од што треба да бидам.
Јас мислам дека моето здравје пред се ќе биде повеќе нарушено од тоа што сум јадел бело брашно во мојот живот, што сум конзумирал лепи бело брашно и шеќер, нормално, пошто сакам благи работи, повеќе ми нанеле штета во животот отколку што ми нанело пушењето на пури. Иако јас не се фалам дека јас пушам, не знам, 10 пури у денот или не знам колку пури пушам во денот. Тоа, ќе го кажам за луѓето што пушат цигари. Прво ќе направиме кога сме кај здравјето, штетно е, не дека не е штетно, ама што ќе кажам? Прво ќе ја споредам цигарата со пурата. Цигарата е производ кој, ајде да не речам, има вкус на тутун, нели? И кој има внатре многу адитиви, многу чуда што прават и зависност, човекот ги инхалира во своите белодробни крила, каде што тамо, како се нарекуваат тие алвеоли, се запушуваат. Мојот татко, канцерогени се, мојот татко беше пушач од 7 години. Од 7 години. И на крај не умре од канцер на плуќа, умре од друга работа. Така. Сега, што е почина од друга работа? Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека разликата меѓу пурата и цигарата. Пурата можам слободно да кажам, кој сака, колку сака, нека ми се налјути. Може да ме однесе во еден маркет и јас ќе му докажам дека од 99% производи што се продаваат во тој маркет, дека оваа пура е направена од поздрава материја отколку 99% конзуматорски работи кои се продаваат во нашите маркети. Било што пудинки еден видите, портокал, лимун, сето тоа е прскано. Млекото тоа што горува и кога што горува станува штетно. Што сакам да кажам? Пурата е производ кој се добива исклучиво од вода и од тутун. Нема тука прскање, нема адитиви, нема ништо. Сето тоа ќе смета во конечниот вкус на пурата. И сега имате една плејада на луѓе познати кои живееле над, ајде да не речам 85-90 години и 100 години, а биле, не знам, Джордж Бурнс пушал по 10 пури дневно. Има интервју, како нашево сега интервју што е, тој пуши во самото студио и самиот водител го прашува: добро, колку пури пушите дневно? Тој вика: пушам 10 пури дневно. Што викаат на тоа докторите? Тој во тој момент има околу 100 години. И он вика: па што да викаат? Они вика: умреа. Тито живееше 88 години. Кастро, не знам колку пушал, живееше на кај 90 години. Черчил, не знам колку Генот им бил нив таков. Да, генот им бил таков. Сакам да кажам, да, штетно е, како секоја работа. И вода сега да земе да се напиеме 3-4 литра е штетна. Меѓутоа нешто, доколку е умерено и правилно се конзумира, денес, ако некои доктори ќе ви кажат дека ако испиете една ракија е здраво. Да. И тоа ако испиете 20 ракии не е здраво. Пример, умерено. Јас сум пред се умерено. Преска не одговорив на тоа едно прашање кога ме праша за демек што чувствувам, што чувствувам. За мене пурата е награда. Одма ќе ви кажам. Што значи тоа? Сум излегол денес. Јас сум човек кој станувам рано. Сакам веќе 7 часот, 7 и нешто да бидам излезен од дома. Кога функционирам во фул, дури на одмор кога одам, станувам во 7. 6,5, 7, јас веќе функционирам. Сакам да го купам денот. И бидејќи се бавам со многу работи, мене ми е потребен денот. Ја одам, се дружам со луѓе, склапам договори, работам и физичка работа некогаш. И кога денот, например, се чувствувам дека добро сум го избалансирал, дека сум задоволил некои луѓе мене ме задоволиле, јас често пати
еве ќе кажам на многу луѓе, често пати сум се чувствувал многу посреќен кога ќе сум подарил нешто на некого и ќе сум видел дека му се допаѓа, отколку кога ќе сум добил добар подарок. Например, ете, завршувам фонтана, гледам дека таа фонтана им се допаѓа на луѓето, задоволни се, и јас сум задоволен. И си одам, Да, те среќува тоа што ќе среќува нив. Така, си одам да речеме, си седнувам, си нарачувам кафе, си палам пура, си уживам пурата и на некој начин, на некој начин ми одат тие ликови денес што сум ги сретнал, тие анекдоти денес, тоа што било добро, некогаш, например, додека пушам и мислам, чекај да не погрешив за нешто. Можеби вално со овие луѓе малку погрешив. Секогаш гледам да бидам и самокритичен да бидам често пати. Извини што ќе те прекинам, ама нешто мислам за крај што е најважно од се. Повеќето луѓе што ги знам ја, не се дрзнуваат да запалат пура поради пред се не ги знаат сите чекори. И мислам дека ова ќе биде интересниот дел. Така. Не ги знаат сите чекори на подготвување на пурата, на сечење на пурата и на палење, не знаат дали ќе сгрешат, не сакат да се дрзнат да купат пура бидејќи не знаат како оди тоа. Дали можеш накратко вака да ми покажеш како изгледа тоа сечење, така натаму спремање, палење на пурата, кој е процесот? Процесот, доколку немате пури дома, доколку немате дома пури, процесот е долг. Значи, одите во продавница, таа продавница за вистинските хедонисти и љубители на пури е нешто слично како за децата што е Дизниленд. И влагате во една голема просторија, која е наречена хумидор. Например, Хечо Амано моментално во центарот до Трент го има најголемиот хумидор во Македонија. И таму, например, кога ќе се отвори хумидорот на Хечо Амано, вие почнувате да чувствувате мирисот на тутунот, мирисот на пурата. Има, да речеме, преку 20 брендови, тие брендови сите си имаат направено по неколку и по повеќе типови на пури. И сега веќе тука доаѓа изборот на пурата. Значи, уживањето, конзумирањето на пури почнува со самиот избор на пурата. Кутиите се обично отворени, се вака, отворени. Тоа изгледа од прилика вака. И сега вие, например, ги гледате вака пурите. На прв поглед мислите дека сите се исти. Ги гледате пурите вака. На прв поглед мислите дека се сите исти. Сте решиле да речеме тоа ќе биде брикхаус днес. Меѓутоа, бидејќи ги правила човечка рака, сепак тие не се исти, секој лист е посебен. Ги гледате и тоа е исто како кога, например, сте биле помлади или кога... јас го поврзувам со жените. Као да се загледувате во некоја убава девојка или жена и една ја бирате. Ако се тие сите убави, вие бирате едно. Да речеме, одбрав пура. Зошто сум ја обрал оваа пура? Да речеме, има многу убав врапер кој е мазен, кој нема на него, кои не се познаваат на него вени, не се познаваат линии. Гледам капицата дека е добро споена, гледам дека пурата е апсолутно, да речеме, права. И сега доаѓа време кога веќе сум решил дека таа пура ќе биде таа, ја отварам, ја вадам од оваа целофанска обвивка. Некогаш пурите не се во целофански обвивки, но сега поради во последниве 30-40 години, поради одредената влага што треба да ја имаат пурите додека се во транспорт, добро е пурата да биде во самиот целофан ставена, за да може да ја држи влагата. Меѓутоа, доколку сакате да речеме дома да конзумирате пури, има некои луѓе преферираат некои си 2 недели пред да конзумираат пурата, да ја извадат од целофанот и нормално да го попреми оној мирис на нивниот хумидор. Бидејќи секој хумидор си има собствен мирис, во зависност од тоа какви пури се чувале во него, како бил одржуван и нормално како
како бил хидриран, значи каков тип на влажнувачи се користени, дали било со обични сунгери, дали било со боведа или било што. Секој хумидор има специфичен мирис. Сега, од кога сме избрале пурата, најчесто нормално ја гледаме, сакаме добро да ја опипаме и да ја почувствуваме. Незиниот мирис да го почувствуваме. Бидејќи едно е мирисот, еден мирис има пурата додека нормално се конзумира, а еден мирис има пред да се конзумира. Од прилика 90% од љубителите на пури со самиот прв мирис вака на пурата во 70-80% случаеви ќе сватат дали таа пура ќе им легне, ќе им се допадне или нема да им се допадне. Како што кажав, кога се работи за Brick House, ова е една пура која е земена, не е реклама, пак кажувам, као златен стандард, пошто луѓето често кои ќе купат пури и кои ќе прашат, каква беше пурата, што ќе кажеш за таа пура, дали е подобра од Brick House или не е подобра. Бидејќи Brick House е пура која, може да се каже дека е некоја си средна цена. Ко секој што зборувавме во часовницата. Да. Меѓутоа сепак е многу подобар квалитет на пура од што цена. Одличен дил значи. И сега имаме различни типови на секачи. Треба значи да ја пресечеме пурата. Ова се така наречени тие лептир, ќе го кажам, овој секач, пеперутка. Имаме ножици, имаме V-катер. Ова е така наречен V-катер. Имаме панчер. Што е разликата измеѓу класичен лептир секач, V-катер и панчер? Панчерот прави една дупка која е мала. Некои уживаат во тоа која пушат пурата, концентрирано вкусот, концентрирано да им влегува во усната шуплина на едно место. Некои уживаат да биде, да речеме, V-катер, значи во оваа форма да биде исечена пурата. Јас преферирам, значи, да биде со ваков пеперутка, лептираст секач, пресечена пурата. Вака сега, кога преска правевме муавет, околу предметите поврзани со пури, сега кога го гледам овој секач, ме потсеќа на еден мој драг пријател, кој ми го има подарено, и така и со многу други работи, и така и со уживањето на пурите. И треба да знаете дека една пура само еднаш може да има исти вкус. Се зависи дали ја пушите сам, со други луѓе и каде ја пушите. Например, пурата испушена дома, во некој ресторан, на море или на планина, не значи дека ќе има исти вкус. И одиме сега со сечењето. Значи се одсекува многу внимателно, само едно врвче од пурата, односно главата, капицата на пурата се одсекува. Не смее да се фати, значи, и вратот на пурата. Зошто? Затоа што кога е одсечен помал дел, тогаш вие имате контрола кога вовлекувате. Ако ја одсечете пурата премногу преку вратот на пурата, го фатите и телото на пурата, тогаш вие веќе ќе мора многу да вовлекувате и тоа веќе нема да биде уживање во конзумирање на пурата. Ќе почнете, значи, ќе се замарате, нема да уживате. Ова мислам дека е сосема доволно, но сепак треба да пробам. Да, тоа е тоа. И сега имаме различни типови на палење на пури. Например, пурата може да се запали на најстариот начин со кибрид. Има два типа, значи, на палење со кибрид. Се пали со кибрид, ќе запалам, меѓутоа нема да ја запалам пурата со кибрид. Прво, значи, многу оддалеку се допира до пурата. Треба да се направи, значи, ринг, црвен, се дува во пурата, но тоа се прави тоа оддалеку. Или се зима директно, се влече, тоа е полесен начин ако вака влечете и директно зимате.
Зошто е нов, може повеќе така да се оштети пурата, доколку зимате директно од шкорче. Значи, подобро е помалку, па да дувате, помалку, па потоа да повлечете, а не директно да речеме да земете од дрвцето. Зашто ако земете директно од дрвцето, има шанси да оштетите голем дел од пурата и да ја прегорите. Што значи да ја прегорите? Ако ја прегорите, тогаш пурата веќе може да почне да горчи при самиот вкус на пурата да се промени. Сега, вториот начин на палење на пура е со жолт пламен, ова се вика жолт пламен, нормално исто како шкорчето. Третиот и најмодерен начин сега е со бренер, односно плав пламен. Најчесто луѓето некогаш зимаат и со 3-4 бренери. Многу е лесно да се запали со 3-4 бренери, меѓутоа сепак самото палење е мајсторија. Доколку палите пура со бренер, треба да палите од многу далеку. Значи само пурата се држи под агол од 45 степени и само врвот од пламенот да допира до пурата. Никако вака доближено. Ако ја доближите волку блиску, да речеме на сантим 2-3, тогаш директно ја горите пурата и го упропастувате вкусот. Не е тоа. Значи не е тоа. Тоа се тие неколку начини и последниот начин е најчесто во кутиите, во оваа кутија нема, во некој кутии има парче од цедар, кој исто се пали со запалка и потоа директно се пали од парчето од цедарот. Тогаш добивате награда како плюс мирис од самиот цедар, од самиот шпански цедар што е внатре во кутијата, добивате плюс добивате мирис. Но еве сега да се обидеме да ја запалиме оваа пура. Со на класичен вака начин со жолт пламен, што во Македонија не е модерно, ретко кој пали со жолт пламен, сите палат со бренери. И одиме, како што кажав, 45 степени, полека, си сака трпение, помалку да ја фаќа пурата, дувам во пурата, додека стапалото не биде тотално ова е веќе добро запалена пура. Сега веќе може да се конзумира. Така. Тоа е веќе запалена пура, која добро запалена пура и веќе може да се конзумира. Многу е битно палењето, во секој случај многу е битно палењето. Една од побитните работи е палењето, затоа што еве сега ќе запалиме уште една. Не се снима више, така што тука е катот, ама не може да се запалиме. Да? Добро. Ајде. Ќе запалиме уште една сега на помодерен малце начин, побрзо. Палиме уште една. Како што кажавме, одсекуваме дел, пробуваме дали е добро е. Сега веќе одиме со плав пламен, со син пламен, малку подалеку, кој е нешто појак од жолтиот пламен, но сепак не имаме. Ова е нели за оние што сакаат на помодерен начин да палат пура.
Многу е подобро бренерот да биде со еден бренер, запалката да биде со еден бренер, за да може да биде попрецизна, отколку да биде со 3-4 бренери. Се уште не е добро, треба трпение. Сега, веќе е добро. Сега што се случува, веќе можеме да почувствуваме, малку дуваме и веќе тоа е тоа. Инхалацијата, значи, самото пуфкање треба да биде од 30 секунди до 2 минути. Тоа е малку проблем кај пушачите на цигари, кои поминуваат да пушат пури, бидејќи пушењето на цигари оди многу побрзо, а пушењето на пури е на некој начин уживање. И сега додека пурата ја конзумираме со некој алкохолен пијалок или со кафе, нели 30 секунди, муавет си правиме до 2 минути. Габриел, ми беше особено задоволство што дојде тука на овој подкаст. Ти си интересен човек и мислам дека со тебе имаме муавети сати да правиме и никогаш нема да прекинеме со теми. Стојам на располагање. Многу ми е драго и многу ми е голема чест, бидејќи направивме нешто што до сега на овие балкански простори, во овој дел на Европа не го направил никој. Значи, представивме во еден ваков подкаст, значи го нема направено никој, американците го имаат, европјаните го имаат, меѓутоа први сме, не во Македонија, во овој дел од Балканот, им прикажавме на луѓето една интересна тема околу значи тутунот, околу самото уживање, околу самата пура култура. Многу ми е драго што Хари, ти си ми пријател и на некој начин осети сенс ти текна да го направиш ова прв. И се надевам дека можеби, ако немаме многу гледачи на првото емитување, утре или задутре, не знам кога ќе биде, се надевам дека ова ќе биде како еден дел од историјата во пура културата во овие бивши југословенски простори, дека ние први ова го направивме во еден подкаст. Фала ти, Благодарам Габриел. на повикот што учествува во вашата емисија.